Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме во уште едно издание на емисијата за македонските работи. Вечерва имам особена чест и задоволство да разговарам со првиот продекан, еден од основачите на Педагошкиот факултет, научен советник, редовен професор во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, професор доктор Васил Дрвошанов. Добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што ме поканивте да земам учество во оваа прекрасна емисија и освен тоа сакам веднаш да ги поздравам гледачите на вистинска телевизија, особено, посебно гледачите на емисијата за македонски работи. Ти благодарам, Васил. Денешната наша тема на разговор ќе се однесува на македонскиот дијалектен систем. Едно поле во науката, кое што малце ми се чини дека е недоволно проширено, недоволно се знае кај пошироката македонска публика. На едно место прочитав дека македонскиот јазик има 27 дијалекти поделени во 3 групи. Малку ми беше чудно, интересно како податок, и ќе ве замолам малку да проговориме за ова. Прво да речам дека македонскиот јазик ги обединува сите македонски дијалекти, а поделбата на македонските говори е во 3 целости, на 2 наречја, западно наречје, југоисточно наречје и северен македонски говори. Ова поделба се врши врз главните диференцијални црти на говорите. Значи, по најголемата дијалектна целост се вика наречје, помалата дијалектна целост се вика дијалект, а најмалата дијалектна целост се вика говор. Велиме постојат 3 целости, западно наречје, југоисточно наречје и северен македонски говори, а поделбата е главно од Скочевирска клисура, по реката Црна до влевот, до утоката на реката Црна во Вардар и на север до Скопје, каде што се разгрануваа дијалектните црти во северните македонски говори, а велиме северни македонски говори, а не нарече затоа што постои исклучително голема разлика меѓу карактеристиките на тетовскиот говор во однос на кривопланинскиот говор и тие не може да бидат една компактна целост, туку се раздробени говори и затоа ги нарекуваме северни македонски говори. Значи, на исток, на југоисток од Скочевирска клисура, од реката Црна или од реката Вардар, се југоисточното македонско наречје, на запад се западното македонско наречје, а од север, од Скопје на север, се северните македонски говори. Велите 27 говори. Јас не знам дали е тоа точен податок, меѓутоа, ако одиме во поделбата, ова се однесува на територијалниот принцип. Значи, по хоризонтала, говорите, споменавме, во Македонија се делат на 3 наречја, односно 2 наречја на една цело северно македонски говори. Меѓутоа, во диалектологијата се оди и до таа степен што има термин идиолект кој се однесува на говорот на едно лице. Значи, не сакам да ги класифицирам во бројка затоа што главно говорот се однесува на една помала целост. Така. Еве, на пример, може да биде прилепскиот говор, битолскиот говор, струмишкиот говор. Но ако одиме на дијалект, тоа може да бидат штипско-струмишките говори, кои може да бидат штипско-струмишки дијалект, кој ги обединуваат струмишкиот, родовишкиот, штипскиот и кучанскиот говор, дури и говорот во Виница. А говор се однесува само на една мала целост, иако може да постојат и поддијалектни групи. Но тоа, мислам, до таква прецизна поделба на говорите не сакам додам, но само сакам да речам дека врз основа на така наречените централни македонски говори од западното наречје е дадена основата на македонскиот стандарден јазик. Тоа се прилипско-битолските, кишевско-паричките и скопско-верешките говори.
Така, вие ги сте еден од нашите македонски најпознати диалектолози. Слободно можам да кажам дека имате огромен придонес со вашите дела во македонската диалектологија. Автор сте на повеќе книги кои што се однесуваат на кајларскиот говор, на говорот на гораните. Имате приредено книгите Прилепскиот говор од Круме Кепески, го имате Битолскиот говор од Воислав Илич. Имате работено на книгата Блаже Конески како диалектолог. Значи, се фокусирате на едно многу стручно подрачје, меѓутоа многу важно подрачје кој што се однесува на постоењето на македонскиот јазик, на изградбата на македонскиот јазик, а со јазикот го врзуваме и идентитетот. И сега, повелете, сакавте да кажете нешто? Па се согласувам со вас, навистина многу убаво прашање поставивте. Само ќе речам нешто за да можат нашите гледачи да се запознаат по-конкретно за што станува збор. Значи, диалектологијата е национална дисциплина од областта на македонската наука за јазик, кој ги проучува македонските говори во нивната севкупност. Кога велиме севкупност, тоа значи дека диалектологијата на македонскиот јазик не ги проучува говорите само во Република Македонија, туку и говорите надвор од границите на Република Македонија, каде што во македонскиот дел под Албанија, во македонскиот дел под Грција, во македонскиот дел под Бугарија и во македонскиот дел под Србија, сега Косово, живеат делови од македонска нација, на автохтона, на своја територија. И диалектологијата на македонскиот јазик ги опфаќа сите овие говори. Сега ќе спомена малку самопофално, мојата маленкост е првиот научен истражувач во Република Македонија што проучи македонски говор надвор од границите на Република Македонија, тоа е кајларскиот говор, што се наоѓа во македонскиот дел под Грција. А тоа е на југ од Битол, односно на југ од Лерин. И кајларскиот говор заправо обединува толку интересни црти што навистина до тогаш не беше проучен, а дава интересни податоци за севкупниот развој на македонските говори. Затоа што споменавме западното наречје ги опфаќа западните македонски говори. Меѓутоа, меѓу западните говори, меѓу западното наречје и југоисточното македонско наречје постојат два типа на говори, а тоа се костурско-лиринските говори и долноводачките говори, и кои меѓу западното наречје и долноводачките говори од југоисточното македонско наречје постои една зона, ние нарекуваме костурско-лиринска зона, кој по бројот и карактерот на фонетските, фонолошки и граматско-структурни карактеристики повеќе припаѓа на западното наречје. А кајларскиот говор заправо е една територија, еден говор каде што се провлекува црти и од западното наречје преку костурско-лиринските говори и од југоисточното македонско наречје. Така што на просторот меѓу Костурското езеро и планината Снежник се изделуваат 40 релевантни црти што ги одделуваат костурско-лиринските говори од кајларскиот говор, што според мене е преоден говор меѓу костурско-лиринската зона и долноводачките говори. Која е причината, бидејќи кајлар се наоѓа многу на југ, многу по-на југ од Лерин, а кажавте дека има примеси од други говорни подрачја. Од каде тоа може ли да се смета за некаква оаза на засебно лингвистичко? Ние не го употребуваме терминот оаза за говори кои имаат континуитет. Терминот диалектна оаза се користи кога во едно подрачје, ако на пример на друга јазична територија има говор од друг јазик, или на самата македонска територија на едно подрачје има говор од друг тип. На пример во Македонија позната мијачка оаза е говорот во Смилево. Говорот во Смилево е мијачки говор, а е на територијата на битолскиот говор. Претпоставам и Папрадиште, например, Велишкиот дел, ако веќе се станува збор за мијачки. Да. Значи, зборуваме за оаза само ако тоа е
еден дијалектен тип на друга јазична територија или дијалектен тип кој припаѓа на еден говор, а е во друга дијалектна зона. Значи, кајларскиот говор припаѓа на македонскиот јазик во континуитет. Меѓутоа, од различни побуди, да не ги набројуваме, значи слаба комуникација меѓу зборувачите од еден говор до друг говор, природните граници, како што биле порано планини, реки и други работи, придонесувале да постои изолација на една зона од друга зона и затоа постојат многу карактеристики, да не зборуваме дека ние не сме имале административен центар за негување за ширење на македонскиот јазик. Еве и сега, за жал, огромен дел од македонските говори остана надвор од границите на Република Македонија, така што од ден на ден се повеќе и повеќе исчезнува говорот на македонците во македонскиот дел под Грција, во македонскиот дел под Бугарија, во македонскиот дел под Албанија и во македонскиот дел под Србија, односно во Косово. Имате ли сознајби за денешните говорители на кајларскиот говор? Колку се задржени таму? Колку е кајларскиот говор разбиен? Или расширен по други Нашите испитувања, моите испитувања, јас ги вршев врз основа на зборувачи од кајларско. Меѓутоа, тие карактеристики ги подлежев на проверка кај луѓе што живеат денес во македонскиот дел под Грција, во кајларско, но за да ги поштедам од реперкусии, од притисоци, не ги споменав нивните имиња, туку ги споменав само имињата што на лицата што живеат во Македонија. Така што може и помладата генерација нема мувид, затоа што теренскиот материјал јас го правев 1974, 75, 76 година. Предпоставувам дека младата генерација може би сега го оживува македонскиот говор, бидејќи на некој начин не се врши толку притисок врз зборувачите во македонскиот дел под Грција, иако сме свесни дека таа негација постои од постојано. Да не зборувам сега од историски подаци, меѓутоа вие повеќе знаете што сте упатени во историјата, дека биле казнувани исклучително на секакви начини. Голем број македонци што се пројавувале како македонци, што настојувале да го зачуваат македонскиот говор во сите делови на Македонија до 45-та година. Значи, од вашите истражувања, кажавте 73-та, 74-та, поминете се колку? 50-та години. И сакам да верувам, вака по разговоров ме носи на мислата дека колку би било убаво се уште да се слушне роден говорител од автохтона македонска територија, изворно, и сакам да верувам дека тој дијалект, јазик што го потребуваат македонците во кајларско, дека ќе продолжи да живее и ќе се отвора се повеќе, ќе можеме да го прифаќаме како наш, бидејќи за кајларскиот говор скоро и да немавме сознание се до вашите истражувања. И како што се однесува слично и на говорот на гораните. Гораните беа сместувани, јазикот на гораните беа сместувани во ваков или таков јазик, вие направивте еден своевиден подвиг. Благодарам за овие оценки. Уште нешто сакам да речам во врска со испитувањата на говорите надвор од Република Македонија. Отежнато е нивното истражување, бидејќи наши научни работници не смеја да одат ниту во Грција, ниту во Бугарија. Не ми е познато дали е отежното испитувањето на македонците говори надвор од Македонија, што се во македонскиот дел под Албанија или во македонскиот дел под Србија, односно под Косово. Но беше отежното затоа што дури и странците беа затворени, им беше одземан материјалот. Јас успеав да го заокружам моите истражување благодарение на луѓе што беа не ќе да речам прогоните, туку не ќе да речам деца бегалци, туку прогоните деца. Мене ми е по соодветен зборот прогоните деца, отколку да го користам зборот деца бегалци. Никој не е бегал од добро. Значи, тие биле прогоните, затоа се дојдени во Македонија и, ако се сеќавате, голема бројка на деца беа префрлени во поранешните социјалистички држави.
Сега Источна да се Европа. вратам на вашето прашање. Според мене има два слоја во јазикот на човештвото, што се најстари слоеви. Тоа е анатомската лексика или именувањата на деловите на човечко тело и именувањата во роднинските односи. За првата тема изработив сериозна докторска дизертација, дел од неја е објавена под наслов Анатомска лексика за човекот во македонските говори, каде што се опфаќаат сите говори во етничка Македонија и споредени со состојбата во српско-хрватскиот јазик. А Кајларскиот говор беше една ограничена територија со сите јазични карактеристики, значи и фонетика, заклучно со синтакса, со лексика и фразеологија. Реков дека анатомската лексика и лексиката поврзана со роднинските односи се најстари, затоа се определив во Горанскиот говор да го проучам прашањето поврзано со роднинските односи и книгата носи наслов кон роднинската терминологија во Горанскиот говор. Изненадува ситуацијата што гораните го зачувале својот говор. Колку е тој јазик? Тој припаѓа, претпоставам, на северната група македонски говори. По фонетско-фонолошките и граматско-структурните говори ќе се изнајдете, тој припаѓа на западното наречје. Меѓутоа, тој се наоѓа од таде планината. Независно, бил пресечен македонска јазична територија била пресечен. И затоа сега тој, ние мислиме дека е северен, но карактеристиките на горанскиот говор повеќе се сличи на гостиварскиот говор отколку на тетовскиот говор. Географски, да. Тоа е многу интересен податок, бидејќи географски се наоѓа припаѓа на северните. Да, меѓутоа, кога кажувате, значи припаѓа лексички на западните периферни говори. Бидејќи зборуваме ние, сега пак се враќаме на првото прашање малку, да го објасниме. Значи, во западното наречје постојат така наречени централни македонски говори и периферни македонски говори. Значи, надвор од Прилепско-битолскиот, Кишинско-парешкиот и Скопско-велешкиот говор, другите говори се периферни македонски говори. Почнувајќи од Гостивар, завршувајќи до Корча. Кои се главните разлики накратко помеѓу периферните и централните говори? Па широко е прашањето за да можеме да го елаборираме во оваа прилика, меѓутоа има релевантни црти што се карактеристични за едните говори и релевантни карактеристики за периферните говори, но зборот ми е дека едно од суштествените карактеристики е, да речеме, фонетскиот систем, друго е морфолошкиот систем, трето е лексичкиот систем, па дури и синтаксичкиот систем, а да не зборуваме за во рамките на тие системи имаат различности од говор до говор. Не можеме да ги групираме сите периферни говори во едно цело, туку тие се специфични по нешто. Најраздробен е, да речеме, најраздробени се дебарските говори. Да не кажем од село до село постои разлика, да не кажеме дека има неколку типови на говори што се во рамките на дебарскиот говор. Да се вратам сега на прашањето за горанскиот говор. Горанскиот говор го сочинуваат 30 села. 19 села се во Косово, 9 села се во македонскиот дел под Албанија и две села, Урвиче и Ловјане, се само во Република Македонија. Меѓутоа, тоа е една компактна целост, каде што живеат македонци со исламска религија. И еден податок ќе кажам за слушателите, може ќе биде интересно. Најдобри чувари на говорот и на македонскиот јазик се жените. Бидејќи тие послабо комуницирали, послабо излегувале од својата средина и подобро го зачувале говорот на сите рамишта. Тоа е апсолутен факт, познат уште од 19-тиот век македонските собиричи на народни муутворби, почнувајќи од Миладиновци, Шапкарев, Цепенков, инсистираат на слушање на народни муутворби, песни, дали се тоа легенди, дали се приказни, од жени. Бидејќи, како што кажевте, мажите патуваат и примаат, ќе појдат во Влашко, ќе појдат во Бугарија, во Србија, примаат туги зборови.
Меѓутоа, жените кои што се врзани, условно кажано, за домот, тие се вистинските чувари и ако не научиме од нив како изгледал тој македонски говор, нема од никој друг да научиме. Се согласувам со вас и тоа е многу убаво дополнение на ова што го кажувам, затоа што се потврдува оваа констатација што ја споменав. Велите зборови, не само зборови. Зборовите се само еден слој. Нели, ние зборуваме за повеќе поддисциплини во областа на јазикот. Тоа се речеме фонетика, морфологија, синтакса, лексика и така натаму. Значи, зборовите припаѓаат само на една од тие дисциплини, тоа е лексиката. А лексиката е најотворен систем за туѓи влијанија. И ние не може да се ослободиме од туѓите влијанија во сите сфери, а најмногу во сферата на лексиката или на зборовниот фонд. Од ден на ден се збогатува зборовниот фонд и моје размислување дека треба да бидеме отворени за зборови како што велите, што означуваат нови предмети, нови поими, ако ги нема тие во македонскиот лексички систем. Но може би ќе биде чудно. Фонетиката или фонолошкиот систем е најзатворен систем, но ние до 14 век не сме имале глас Дж. Со доаѓањето на турците, со големата употреба на зборови, како што велите вие, кај што се употребува гласот Дж, или буква кога е напишана, сме го попримили тој глас и сега тој глас се функционира во македонскиот гласовен систем. Значи, гласот Дж е нов примен од туѓ. Токму така. Како е тогаш што се однесува до Дз, например? Дз си постојал во нашиот систем. Дз си постојал. Дз си постојал во нашиот систем, меѓутоа Дз како глас не постои во други словенски средини. Може би. Дали е тоа карактеристика на најстарите словенски говори? Да кажеме, бидејќи знаеме дека словенскиот јазик, првиот словенски јазик, кодифициран, условно кажано, азбуката е составена со зборови на јазикот на македонските словени кои што живееле во околината на Солун. Токму така. И ние имаме голема среќа што Свети Кирил и Свети Методи го одбрале говорот, македонскиот говор во Солунско, бидејќи тие живееле први во Солун и го знаеле говорот во Солун, и кога биде во лицеот, нели, во Цариград, на барање од моравскиот кнез Ростислав до царот, императорот на Византија, да испрати учени луѓе да го шират словенскиот јазик, што е разбирлив за нив. Токму Свети Кирил и Свети Методи го одбрале македонскиот говор од Солунско и врз основа на тој говор ги преведе богослужбените книги што биле потребни за таа мисија. И убаво кажавте, всушност, солунскиот говор на ниво на рамниште, на стандарден јазик, го дигнале токму светите браќа Кирил и Методи, и словенскиот јазик, веќе ни е познато тоа, е четвртиот јазик во светот на кој може да се проповедат богослужбените книги, покрај латинскиот, грчкиот и еврејскиот. Ова ми отвори уште едно прашање, повеќе како размисла, па би сакал да се навратиме уште малку на гораните. Во близина на Солун, непосредна близина на Солун, се наоѓа и селото Постол, местото каде што е роден Крсте Петков Мисирков. И сега замислете од јазик, роден јазик, говор, самиот предлага да се земе друго наречие за стандарден македонски јазик. Значи, претпоставам дека тоа е еднакво на еден од најголемите подвизи што може да се направат. Се согласувам со вас. Тој на вистина подвиг и ние за среќа. За среќа сме го имале визионерот Крсте Мисирков. За мене тој е апостол. Зошто се определил Крсте Мисирков за основа на македонскиот стандарден јазик да биде токму говорите од западните наречи, тој го вклучува и Охрид, бидејќи Охрид бил на некој начин како голем црковен центар. Тој ги согледал карактеристиките на западното наречие, односно на тие централни говори, бидејќи тие се компактни, кои се многу подалеку од српскиот јазик и од бугарскиот јазик.
Значи, тој во својот говор фактички имал ени џевардачки говори. Говорот во неговото место бил ени џевардачки говор. Меѓутоа, тој свесно се определил за избор за македонскиот стандарден јазик и неговите начела да се одберат централните македонски говори за основно македонскиот јазик, с фонетското писмо, со извисни етимолошки отстапки и богатењето на македонскиот речник со зборови од сите македонски говори, фактички ги оживотвори нашиот друг голем визионер, Блаже Коневски, академикот Блаже Коневски. Така е. Сега, и Коневски, меѓутоа, поназад и Мисирков, морале добро да го знаат тој дијалектен систем, морале добро да ги познаат македонските дијалекти, за да може да се одлучат на ваков чекор. Апсолутно. Што значат дијалектите за еден јазик? Колку се значајни? Па, додека постои човекот, мислам дека ќе има секој пат стремеш да се зборува на македонски стандарден јазик, но најголем број образовани луѓе денес сметам дека се диглостичари, лесно преминуваат од својот говор на стандарден јазик и обратно. Додека постои човештвото, јас мислам дека не може да се исклучат говорите во една или во друга форма да живеат. Ќе живеат додека постои човекот. Затоа што не можат, например, сите зборувачи на македонскиот јазик, независно од кое подрачје се, да зборуваат на македонски стандарден јазик. Јас овде ги опфаќам и македонците што се иселеници во диаспората. И тие го зборуваат македонскиот јазик, независно во која форма. Дали се тие преселени од Македонија, од матичната држава, во Австралија, во Канада, во западните земји, во Америка, тие продолжуваат во некоја може и рудиментирана форма, првата генерација да го зборува македонскиот јазик, и независно од кое подрачје потекнуваат, тие се носители на македонскиот дијалектен систем. Отворивте, многу интересно прашање отворивте, бидејќи во минатото, особено порад 50-тите, 60-тите, 70-тите години, кога заменувале на помала возраст во Австралија, јас имам повеќе примери, со повеќе луѓе разговарани во Австралија, во Америка, каде што имаат помалку контакти со матичната држава, како мали деца што не биле вклучени во образовниот систем да можат да го изучуваат стандардниот македонски јазик, тие со себе ги однеле и своите родени говори. Така што и кај нив може да се најде цело богатство, едно мало богатство на македонски фрази и најразлична терминологија, токму во Америка и во Австралија, иако сега со тоа отварање, со таа глобализација, со интернет, со телевизија, што е многу лесно достапна, ми се чини дека тие разлики помеѓу родените дијалекти како родени говорители се намалуваат. Да ви кажам дека можат испитувањето и истражувањето на македонските говори надвор од Република Македонија, првенствено во диаспората, да понудат многу интересни сознајби, затоа што носителите на македонските говори го имаат конзервирано тој говор во туѓа средина. Во македонска наука не знам, меѓутоа академикот Павле Ивик има докторска дисертација за говорот на галиполските срби. Тие од Србија, мислам дека од ја година, се преселиле во Галиполе, потоа се доселиле во Македонија и тој го истражувал нивниот говор и открил низа работи конзервирани кои се развивале сосем поинакво во туѓите јазични средини. За жал, такви говорители, такви зборувачи сега не постојат. Но тој го зачувал на некој начин тој говор и осознал низа работи кои се специфични за тие што се преселили од матичната јазична средина, отишле во друга јазична средина, па се вратиле во Македонија. Се надевам, ако има можности, но за тоа сепак треба услови да се создадат, особено материјални услови, истражувањето на македонските говори надвор од матичната држава е интересно затоа што ќе понуди на вистина интересни сознајби. Не само за влезот на туѓиот јазик, првенствено на англискиот јазик во говорот на македонците, туку и за чувањето или за архаизирањето
на нивниот говор во таа јазична средина. Значи, дијалектолозите фактички можеме да ги кажеме за чувари на нематеријалното светско богатство. Токму така. Токму така. И благодарение на говорите ние се разбере. Тука помагала и Македонската православна црква. Да се зачува јазикот, јас кажувам наместо идентитет, себе препознатливост. И Крста Мисерков и Блажи Конечи го кажува дека јазикот е нашата звучна татковина. Тоа не е. Во време кога територијата ни е поделена, кога верата ни е поделена, а сега за жал и кога политичките партии ни го делат македонскиот народ, јазикот ни е единственото нешто што го чува нашето заедништво. И што не врзува. И јас себе негувам надеж дека, како да речам, чувањето на македонскиот јазик ќе продолжи потаму, затоа што сега имаме исклучително подобрени услови, имаме матична држава, имаме образование од предучилишно установи до универзитетско образование, не само до дипломски студии, туку и до докторски студии и така натаму, каде што се практикува македонскиот јазик во стандарден вид, а се разбира, да не зборувам дека има мас медиуми, има и во електронска верзија, и во пишувна форма. Секоја година има многу дела што се објавуваат на македонски јазик и од областа на книжевност и од областа на научните области, нели? Така што очекувам да се негува македонскиот јазик во неговата севкупност на сите различни рамишта. Пак имаме сите услови тоа да го направиме. Сега тоа ќе зависи понатаму од нас. Знам за чување. Имате една картотека во Институтот за македонски јазик, каде што се чува огромен број лексички материјал. Тој треба допрва да се истражува, да се употребува, да се актуализира. Што ме носи до две прашања, што се поврзани едно со друго. Едното е прилепскиот говор на Круме Кепески, другото е битолскиот говор на Воислав Илич, што ги работевте вие. Можете да ни кажете малку за овие две книги, кога се работени, кога е почнато да се работи и како стигнавте до тоа конечно да имам издание на овие? Па мене ми беше предизвик и едното и другото дело. Прилепскиот говор е работен како дипломска работа, кога Круме Кепески бил студент. Нему, академикот Александар Белик му рекол да го преработи и ќе биде објавено. Преработката требало се свати тој да го именува прилепскиот говор како дел од српскиот дијалектен систем. Се разбира, Круме Кепески не се согласи и неговиот ракопис останал необјавен. Така што се создадо услови. 1993 година јас го приредив, делот е тексталниот дел бил пишува на српски јазик, примерот се даден на прилепскиот говор, што е очекувано. Делот излезе во култура. Една мала книжка, меѓутоа многу е драгоцен, затоа што тој ги дава карактеристиките на прилепскиот говор во тоа време. Нели? Меѓутоа ја дава и самата свест за чување на јазикот многу време пред да се кодифицира, да се стандардизира. Тоа е 41-та година. 1941 година. Уште подрастичен е случајот со битолскиот говор. Битолскиот говор е изработена, но небранета докторска дисертација на Воислав Илич. Воислав Илич е македонец. Изработена, ве прекинувам. Изработена, но не бранета. Не бранета. Зошто е тоа така? Еве зошто. Малку театрално ќе го кажам. Сакаме да слушнеме ние, сакаме. Воислав Илич дипломирал пред Втората светска војна на катедрата за српски јазик и книжевност во Белград, се разбира. И по војната, кога конкурирал за асистент на катедрата за српски јазик и книжевност, рекол дека јас имам готова докторска дисертација битолски дијалект. И повозрастните колеги му рекле, така не се работи, треба прво да направите елаборат, па да го доставите, да се оцени дали тоа е подобна тема
за одбрана на докторат. И Не тој го зачекале направил да тоа. помине тоа. Сето тоа тој го документирал и го доставил трудот за одбрана. Што се случува? Прв рецензент му бил одбран академикот Александар Белик. Сега не знам дали да зборувам, меѓутоа Александар Белик низа години пред тоа, а еве ќе ви кажам дека тој автор на изворедна студија за галичкиот говор, кажува дека галичкиот говор припаѓа на српскиот диалектен систем. Сега тој требало Тоа се од идеолошки политички причини. Јас мислам дека во прашањето Да не забореме дека Македонија, овој дел, вардарскиот дел на Македонија се наоѓа во тоа време во кралството Токму Југославија. така, до 45-та година, но веќе ние не сме 45-та година, тој 47-та година. Ете го проблемот. Да, тој се уште не може да се ослободи од тоа чувство и неколку години ја држал дисертацијата во фиока и ништо не напишал. Ништо ни црно ни бело. Меѓутоа, бидејќи професор Војслав Илик бил навистина многу талентиран, тој 56-та година привел друга докторска дисертација, јазикот на Бранко Радичевиќ и за една година ја бранил дисертацијата. Таа дисертација остана во ракопис и мојата маленкост се нафати, ја преведов, бидејќи текстуалниот дел беше пишуван на српско-хрватски јазик, а примерет србитолскиот говор и книгата се реализира, што мене ми е навистина многу драго. Таа веќе објавена и бев изненаден кога беше побаран примерок од неа, замислете за Конгресната библиотека во Вашингтон. Тоа значи дека сепак секаде не читат, се што се сработува, остава некаква трага. Јас знам и за една случка, не само во Конгресната библиотека во Вашингтон, туку и за случка во библиотека во Азербејџан. Ги има навистина тие патишта на книгата, но сакам ова да го кажам дека му било одземено правото на првенство на професор Војслав Илик да биде доктор по македонска диалектологија или доктор по диалектологија на македонскиот јазик, на штета и на авторот и на македонска наука за јазик. Македонската наука за јазик ги има своите почетоци, да кажа, официјални по Втората светска војна завршувањето. Кој е развојниот пат за да се стигне до една богата база на истражувања со кој што ние денес можеме да се гордееме? Поверувате, има потенцијал македонскиот народ. Тоа се согледало дека по Втората светска војна се формира навистина национални институции од типот на Институтот за фолклор, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик, во поново време Институтот за македонска литература. Се отворија низа факултети. Сега дури ме загрижува еден друг поток, но тоа не е мој обсек на интересирање, но загрижува фактот што има не само голем број државни универзитети во Македонија, туку има огромен број приватни универзитети, што мислам за една мала држава не е тоа добро, но мислам дека да се вратам на прашањето за националните дисциплини, радува фактот што на низа факултети се отворија и специализирани катедри. Еве, за пример, ме радува тоа што на Природно-математичкиот факултет се отвори катедра или институт за етнологија, што не заслужуваше на македонска наука воопшто. Значи, драго ми е што по Втората светска војна се разви институт проучување на она што е национално обележе во институции. Не е сведено тоа на индивидуален пристап, туку на пристап од институциите. Јас зборувам сега тоа што мене ми е познато, затоа што во сите тие институции има и макропроекти и микропроекти. Еден од тие макропроекти на кои јас работев и уште ме ангажираат помладите колеги е проектот Македонски директен атлас. Јас ќе ја земам сега оваа книга, што сакам да ја покажам кон камерата. И си забележав такви личен сестав. И имате едно поглаве, книгата се вика Јазичен мозаик. И се занимавате со повеќе прашања од
македонското секојдневниот македонски говор, јазикот што се употребува во секојдневието. Има еден посебен насловче што ми остави впечаток. Насловчето гласи фактори што го загрозуваат македонскиот диасистем. Па, добро сте го забележале тој наслов. Тој произлезе од самата реалност. Македонскиот диалектен систем е загрозен од најмалку 5 фактори. Тоа е белата чума, тоа е малиот прираст на македонско население. Потоа внатрешно, мислам, една чудна именска група, една чудна синтагма, внатрешно раселени лица, што се употребуваше по војната во 2001 година. Па развојот на компјутерска технологија, во печатарска индустрија, собствениците на капиталот и така натаму, кои придонесуваат на вистина се загроза македонскиот диасистем. Вело македонскиот диалектен систем затоа што не станува спор само за загрозување на македонскиот стандарден јазик. Јас правам разлика меѓу македонски стандарден јазик и македонски говори, а сите тие припаѓаат, нели, на македонскиот диалектен систем. Доколку нема прираст население, доколку нема луѓе, јазикот ќе исчезне. Дали само прирастот? Мене ме загрижува тоа што современата интернационална терминологија, да кажеме, со интернационално потекло, комплетно ги уништува можностите за создавање соодветни македонски зборови, изрази, кои што ќе се однесуваат компаративно на таа странска терминологија. Значи, ние постојано помладите генерации, па и дури во новинарството се постојано се има некои термини како мерчендајзери, факт-чекери, геймање, скролање. Како ние да се одбраниме од тој надплив на можеме ли воопшто да се одбраниме од тој надплив на интернационализми? Многу е важно да се има македонска национална свест. Ако човекот има македонска национална свест, тогаш нема угроза на македонскиот јазик од напливот на тугите зборови. Ние не сме јазична средина каде што сме пуристи, кои сме чистотници во јазикот, дозволуваме да влегуваат и туги зборови, меѓутоа, за мене, влезот на туги јазични елементи, не зборам само за зборови, затоа што може да бидат и може да бидат и идиоми или фразеологизми, така натаму, не е проблем ако ние го немаме тој предмет, го немаме тој поим, и да пополнува известна празнина во македонскиот јазик. Загрижува фактот што се употребуваат или влегуваат лексеми или јазични елементи што ги имаме ние во македонскиот јазик. Токму тоа беше прашањето. Како да се заштитиме? Па, мислам дека најмногу зависи прво од самите нас, а мислам дека загатнуваме може една материја што не е во наша компетенција, потребата од лектори во сите институции каде што се занимаваат со македонскиот јазик во говорна или во пишувана форма. Има иницијативи, има некои регулативи кои што се носат, меѓутоа се уште целосно не се имплементирани, се уште не се вметнати во система за да може да функционираат. Тоа е прекрасна идеја. Секоја институција да има лектор, па при издавањето на разни документи да имаме убави чисти документи, а не не само што имаме погрешна точки, запирки, сето тоа измешано, туку погрешни изрази со странско потекло. Не се во праша и реченичните знаци, вие што споменавте точка, запирка, прашан јазик. Тоа може да се регулира. Тоа е како да речам, секундарно прашање, второстепено прашање. Мене ме заплашува да не се изгуби структурата на македонскиот јазик. Во една книга што размислувам да биде објавена следната година, опфаќам токму такви прашања, 101 краток напис, каде што го разгледувам јазикот во практиката. И тоа секаде документирано
почнувајќи од печатените медиуми вестници, списање, па дури и во убавата книжевност, каде што не идувам на конструкции туги на македонскиот јазик, не се во духот на македонскиот јазик. Сега еве ќе ви кажам дека особено влегуваат Скопје Джез фестивал. Тоа не е во духот на македонскиот јазик. Треба да биде Скопски фестивал на джезот. Скопски фестивал на джезот. Како што е Стручки вечер на поезијата. А не Скопје Джез фестивал. Тука има три имења едно по друго. Во македонскиот јазик не се трпи тоа. Примерот со операта? Тоа малку е поинако. Знаете што ме загрижува? Ме загрижува, условно рече, кумовите на некои институции не размислуваат кога ги даваат предлозите за имињата на институциите. Иако денес, под некои директиви на Запад, Македонската опера и балет го промени името во Национална опера и балет, но конструкцијата е неубава. Зошто? Затоа што во македонскиот јазик, во именските групи или во синтагмите, именката е центар на именската група или на синтагмата, која бара определбата во случајов придавка да биде во ист род и во ист број. Не може, например, македонска или национална да се однесува на именката балет. Затоа што, замислете сега да речеме национална балет и опера. И определбата национална се однесува на именката опера, а не може се однесува на именката балет, бидејќи именката балет е во машки род. Значи, именката балет бара определбата во случај придавка да биде во машки род. Значи, најдобро е, според мене, ова институција да се вика македонска опера и македонски балет. Јас постојано си се смешкам и си се навраќам на еден термин во еден поодамнешен разговор. Центар за управување со кризи. ЦУК, нели? И разговарајќи така, заклучуваме како ние ќе управуваме со кризата. Ако управуваме, дали тоа ќе биде криза? Значи, ние фактички треба да се справуваме со кризата, а не да управуваме. Споменав, и ова е добар пример за невниманието кога се именуваат определени институции. Веројатно се одело по некој превод од отстрана, што не е во духот на македонскиот јазик, се согласам со вас. Ние треба, ако има поплава, нели, елементарна непогода, дали има пожар и така натаму, ние мора да се справиме со тоа да го решиме прашањето со пожарот или со елементарната непогода, поплава или земјотрес и така натаму. Не можеме да управуваме. И за мене убава е забелешката што ја дадовте, но не знам дали тие што се задолжени да ги коригираат овие наслови на институции, ќе имаат предвид дека, се соочуваме со, нелогичност во оваа ситуација, бидејќи не ја погодува целта насловот на институцијата со дејноста на институцијата. Така. И јас уште една работа што ми даде повод да проговорам. Кај нас, не внимавајќи голем број од членките на Универзитетот Свети Кирил и Свети Методиј. Дури Универзитетот Свети Кирил и Свети Методиј погрешно е направен. Погрешно е именуван. Кај нас, во македонскиот јазик, титулите одат пред името на личноста. Според мене, да не ја должам објаснувачката, најдобро е да биде Свети Кирил и Свети Методиј. Зошто? Затоа што ние на Светецот Методиј ми го одземаме правото на светец. Излегува како да е светец само Кирил, а не и Методиј. А и едниот и другиот се светци. Дури во православниот календар на Македонската православна црква не е споменат Методиј како светец. А да не кажам сега дека голем број од членките на универзитетот, зошто правен факултет, зошто филолошки факултет, зошто економски факултет? Во духот на македонскиот јазик е именката да биде прво јас го наречам предлошка конструкција. Факултет за право, факултет за економија, факултет за филологија и така натаму. Новите институции што се подоцна, обмислено се именувани правил. Факултет за музичка уметност, факултет за ликовна уметност, факултет за физичка култура. Така е. Тоа е, мислам, во духот на македонскиот јазик. Загатнавме веќе, навлеговме во сосема
отидовме во сосема друга насока. Можеби за некоја друга емисија ќе оставиме. Ние почитувани гледачи мораме да привршуваме, иако што туку кај мене веќе се разбудија илјадници прашање и подпрашања со кои што би можел да дискутираме со почитуваниот професор Васил Дервашанов. Јас во оваа прилика сакам да ве поздравам, да ви посакам пријатна вечер, да му се заблагодарам на професор доктор Васил Дервашанов за учеството во вечерната и денешна вечерна емисија за македонските работи, а ние се гледаме наскоро во ново издание на емисијата за македонските работи. Поздрав! Задоволство беше и наше.